Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Ви спорт на програмата на канал ВИС. Отстапуваме простор за одбојката, фудбалот, триатлонот, но и за стрелашвото, односно турнирот кој што беше во организација на валандовски ловци во Валандово. Но да не должиме многу, престојниот викенд во Струмица се одржува завршниот турнир од Европската сребрена лига. Познати се 4 селекции кои што ќе разигруваат за златните одличија од оваа надпреварување под капата на ЦЕФ, а тоа се селекциите на Македонија, Данска, Унгарија и Хрватска. Секако тоа е епилогот по двете групи, групата А и групата Б, каде што македонската селекција со 6 победи и 1 пораз успеа да го задржи првото место во својата конкуренција, односно во својата група. По победите овде во Струмица, 3 победи прокнижа во Шлагелсе Данска, каде што беше совладана Данска со 3:0. Додека пак во групата Б најдобар учинок направија селекциите на Унгарија како прва и селекцијата на Хрватска како втора. Имајќи во предвид дека ќе се вкрстуваат во полуфиналните мечеви селекциите, во сабота во спортската сала Парк Македонија ќе игра со Хрватска, доколку победи ќе игра со победникот од двомечот меѓу Данска и Унгарија. Македонската одбојкарска селекција зад себе има неколку учества во Европската сребрена лига, неколку пати стасуваше до среброто, но и до бронзата, но никако не дојде до златните одличија, па ова е можност на свој терен пред своја публика, колку ќе дозволат условите секако заради пандемијата, да се закити со златни одличија. Уште еднаш подсетување, престојниот викенд во Струмица завршниот турнир од Европската сребрена лига, каде што македонската одбојкарска селекција првиот меч го игра со селекцијата на Хрватска, а доколку го помине овој меч, односно го добие овој меч, ќе се сретне со победникот од двомечот помеѓу Данска и Унгарија. Секако преминуваме на фудбалот, како што доаѓа европското фудбалско првенство, така се вжештува атмосферата во целокупната јавност за и околу случувањата со македонскиот дебитантски настап на европското фудбалско надпреварување. Македонија се најде во групата со Австрија, Украина и Холандија. Првите два меча ги игра во Букурешт, а во Амстердам, Холандија со домашниот состав на Холандија. Секако македонската фудбалска репрезентација ги почна подготовките за овој големо европско фудбалско надпреварување. Вечерва играат со селекцијата на Словенија како тест меч пред дуелот или пред настапите на европското фудбалско надпреварување кој што започнува на 10 јуни, а секако македонската селекција на 13 го игра и првиот меч против селекцијата на Австрија. Секако селекторот Ангеловски и делот репрезентативците дадоа оптимизам дека нема лесно да се предадат, иако во изминатиот период актуелни беа не само подготовките, туку и дресот со кој што ќе играат. Сепак Фудбалската федерација на Македонија одлучи да настапуваат македонските фудбалери со старите црвено-жолти дресови. Во следното издание на емисијата Виспорт повеќе за и околу настапот на македонската фудбалска репрезентација на европското првенство, а сега се силиме на она што беше актуелно во Дојран. Во Дојран изминатиот викенд се одржа првото национално првенство во триатлон, каде што околу 104 надпреварувачи во повеќе категории во зависност од возраста зедоа учество. Дојран се покажа како исклучително добар организатор заедно со Триатлон Федерацијата на Македонија под поддршка и на Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет. Со оглед дека во овој спорт сочинет од пливање, возење велосипед и трчање може да учествуваат сите, околу 104 надпреварувачи во повеќе возрастни групи
Во саботата настапува младите дечиња, во неделата оние повозрастните и секако на официјалната страна на Триатлон Федерацијата ги има оние победници во сите можни категории од ова првонационално првенство. Дојран има идеални услови, тоа е констатацијата и на првиот човек на општината, но и на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, кој што истакна задоволство од самата организација дека можно е Дојран во догледно време да биде и домаќин на некое европско надпреварување во овој спорт со оглед дека ги поседува сите тие добри услови, пред се и добра инфраструктура. Катерина Давчева заедно со Кири Пеличев беа во Дојран на завршниот ден од националното првенство во триатлон, каде што разговара со повеќе учесници надпреварувачи во триатлон, разговара и со директорот на Агенцијата за млади и спорт, но и со градоначалникот на Дојран Анго Ангов за и околу оваа спортска манифестација со која што на некој начин пак и се отвара и официјално туристичката сезона во Дојран. Предлагам ни слика и тон да видиме што се случуваше и што регистрира нашите колеги во Дојран. Наградата име презиме од каде доаѓа? Билјана Русевска сум ја со Скопје. Така, как сте ми денеска, како поминавте? Супер. Мислам, ова ми е прв триатлон. Додека сега цело време со велосипедизам се занимавав, веќе 8 години. Сакав да пробам нешто ново и феноменално искуство, феноменално. И прво пиедесталче, така да не можам да бидам посрекна. Ептен. Организацијата дали беше добра, дали? Одлична. Мислам, Триатлон Федерација е една од, можеби, не знам колку време се, меѓутоа стварно се на топ ниво, многу сум задоволна од организацијата и начинот на кој што све е подготвено, без грешки, навистина. Категорија плюс 50 прво место. Браво. Фала. Дали редовно учествувате на триатлони? До сега триатлони што се одржани имам учествувано. Како ќе го оцените квалитетот на овој тука во Дојран? Овој настане беспрекорно организиран и од полициска страна, и од градоначалникот, и од сите. Најдобар до сега што сме учествувале. Како котира Македонија на меѓународните триатлонски надпревари?
Па, не знам точно како те котираме, ама знам дека одржа пред 2 години во Охрид меѓународно такмичење, европско првенство беше, мислам, за кадети во триатлон и се надевам дека сме на добар пат со младиве такмичари да влеземе и во поголеми што се такмичења. Кој беше најтешка етапа за вас? Па за мене најтешка е моментално трчањето, зашто не трчам, иначе ми е најдобра до сега дисциплина, сега ми е најспора. Како течат, редовно ли, цела година ли се подготвувате и колку пати годишно учествувате на надпревари? Моментално само точак возам. Пливањето и трчањето ми се послаба страна сега. Претходно поише трчав. Важно цело време сум активен. Игор Димовски за триатлон клуб Совка, Скопје. Како поминавте на денешното надпреварување и како ќе оцените целокупниот настан? Прво една честитка до Македонската триатлон федерација за една ваква одлична организација. Многу ме радува што конкуренцијата полека станува појака и поинтересно е на патеката за тркање. Што значи дека веќе нема соло возење, веќе нема соло пливање, веќе нема соло трчање. Компактна група за која што, да речеме, во македонскиот триатлон ќе има голем напредок. Така, спомнавте вие клуб дека сте, колку членови имате, редовно ли тренирате и се подготвувате и на кои се надпревари триатлонови? Триатлон клуб Совка е веќе клуб, извинете, со традиција која што е меѓу првите клубови во државата. Брои во моментот 15 на членови кои што сите настапија во на државното првенство, се извинувам малце, уште сум изморен. Јас го освоив првото место во сениорска конкуренција и донесов максимални поени за клубот. Има ли интерес кај младите? На која возраст ви се членовите, колку членови? Верувајте дека триатлонот е еден од најбрзо растечките спортови не само кај нас во државата, туку и во светот, затоа што е исполнет со возбудувања, промена од спорт во спорт и е многу захтевен. Сето тоа доведува да има голема масовност и тоа е добро за спортот кај нас севкупно. И за вас која беше најтешка етапа од денешниот надпревар? Најтешка етапа беше трчањето затоа што ја бркав предноста од 2 минути која што ја направи тој што ми избега на точак. Најлесно пливањето затоа што јас сум последниот македонец што го преплива англискиот канал. Кога беше тоа и како, која година беше, кога? Точно 2 август 2010 година, едно искуство кое што остана длабоко впечатено во моите мемуари, никогаш нема да се избрише и како да ви кажам, Дали беше единствен пливач кој што тоа го правеше? Има ли линија по која што се знае дека треба да се оди? Англискиот канал не е само препливување, таму е борба со психологијата, борба со ладната вода која што доведува до хипотермија и борба со ледените струи кои што се обидуваат да ве скршат во секој момент. Само најиздржливите, најхрабрите победуваат. Тој 2 август 2010 имаше страшно невреме и само јас од вкупно 50 напливачи успеа да го победи каналот. Затоа има запишано историја и како да ви кажам. Да. Ви благодарам. Да. Кумано. Честитки за наградата. Кажете ни за денешниот надпревар како поминавте, кои ви се првите впечатоци?
Супер беше за мене едно ново искуство. Не сум триатлонец, прв пат настапувам на триатлон и супер искуство. Која беше најтешката етапа? За мене трчање. Трчање беше така. А инаку што спортувате? Велосипедист. Да. Се заврши овој официјален дел, кои се вашите импресии, дали се беше безпрекорно? Ние што ги прашавме учесниците, сите дадоа пофални зборови. Дали вас ви жежаше главата до последен момент или се беше безпрекорно организирано? Прво добар ден, благодарам за интервјуто. Значи дефинитивно безпрекорна организација, се и на организаторите и на градоначалникот им се заблагодари. Ова почна случајно прошлата година, кога во септември Триатлон Федерацијата ми се јави требаше да одат во Србија, па се откажало ради пандемијата. Случајно се слушнавме со градоначалникот и вика добре дојде низ. Прошлата година го организираме на брзина, али оваа година се покажи и се виде дека во после, ајде да кажам, се надевам дека после оваа пандемија, кога децата беа сите затворени и немавме спорт, ова е еден феноменален настан кој сум воодушевен и се надевам дека ќе продолжи вака со перфектна организација, со самата Федерација, Триатлон Федерација и секако градоначалникот. Мојата подршка е безпрекорна и се надевам дека ќе продолжиме вака. Да. Спомнавте Триатлон Федерација, какви се перспективите на овој наш спорт и за меѓународни успеси, што како Агенција за млади и спорт можете тука да поттикнете и да помогнете? Дефинитивно, че ова е, ајде да не кажам, од поновите спортови, ние како Агенција за млади и спорт безпрекорно ќе ги поддржуваме. Се надевам дека овие успеси ќе прераснат и во европски меѓународни успеси и за тоа е тука агенцијата за секој успех, за секој и репрезентативен, а и поединечен успех стои за да можеме да од овие деца направиме спортисти и младите генерации да се гледуваат новие, а ние сме македонците спортска нација и заслужуваат да се пратат до крај. Се надевам дека од наша страна ќе бидат скроз покриени, се надевам дека до крај нивните амбиции ги испратиме. Дали се снаоѓате? Да. Со мажи жени? Второ место, Игор Тимовски, Срема и шампионот на Барбара, Димитар Ивановски. За прв пат е домаќин на триатлонот или ова е традиционална спортска манифестација? Не, Дојран не е за прв пат организатор на триатлонот, меѓутоа за прв пат минатата година, после подолги години се врати во Дојран и ова е втора година поред како се одржува триатлонот во Дојран и се надевам дека ќе остане традиција. Сите посетители, еве и јас се надевам дека го мислат истото, дека Дојран е добар домаќин за одржување на овој триатлон првенство и како локална самоуправа ќе се потрудиме да ги подобриме условите и инфраструктурата за сето ова да биде уште подобро и подобро организирано.
се надеваме дека наскоро ќе дојде момент и да организираме едно европско триатлон првенство. Колку учесници имаше годинава и што е како куриозитет кој што може да го издвоите? Па оваа година имаше преку 150 учесници, се поголем е интересот за учество на триатлон првенствата и се повеќе се популаризира. Вчера имав средба и со председателот на Олимписки комитет, овде и директорот на Агенцијата за млади и спорт, и сите сме сложни дека Дојран треба да стане една главна спортска туристичка дестинација каде што ќе биде база за тренинг и обука на млади и талентирани спортисти. 20 години работа за унапредување и развој на триатлон спортот во Македонија, на основачот Ѓорѓи Кузмановски. Задни логото до агенција и до триатлон. Као ентузијаза сменил триатлон на Юроскоп, па го кренел да се развие ова што е денес. Изминатиот викенд се одржа турнир во стрелање глинени мети во организација на ловното друштво Валандовски ловци, каде што зедоа учество повеќе надпреварувачи од ловни друштва од југоистокот. Секако тоа е еден од редовните турнири и впрочем за квалификација, односно за бодување и пласман во националното првенство. Колегата Танчо Коџабашиев беше на овој турнир, па во продолжение сакаме, односно предлагам да го видиме материјалот кој што го подготвија за и околу овој турнир. Добар ден на сите пукачи, ловци, стрелачи. Денеска е денот кога Валандово го организира ловното друштво Орел Валандово и заедно со Валандовски ловци и Ловечката федерација турнира во стрелјање на летачки мети, дисциплина трап. Пред јас да ви прочитам правила и протоколо, ќе му дам збор на председателот да го поздраве на ловното друштво Орел Валандово. Фала, Ѓорѓе. Добро утро на сите. Добре дојдете во Валандово на воа традиционален надпревар Хула Куп. Име чест 2 година со нас и председател на Ловечката федерација, сакам да го поздравам. Да не се задржува многу, значи ви посакувам мирна ръка, нека победе најдобро. Од оваа година почнаме надпреварите да ги правиме преку Ловечката федерација, логото оде, тука е председателот на почести со неговото присуство, да на поздраве и он. Повели председател. Добар ден на сите колеги ловци. Чест и задоволство ми е од името на Ловечката федерација на Македонија да ве посакам, да ви посакам убав и успешен ден, успешен турнир на сите, како што ми кажа Ѓорѓи, 14 екипи. Посебно задоволство ми е што после долги години Ловечката федерација повторно се враќа онаму каде што и е местото, да се грижи за интересите на ловството во секој поглед, закон за ловство, закон за оружје, ловно-спортско стрелаштво, ловна кинологија и сите они други активности кои што произлегуваат од она зашто е формирана Ловечката федерација на Македонија. Не сакам сега да должам зошто до сега била одсутна и ја немало, но сепак ние како ново раководство на Ловечката федерација во последните 2 години сакаме да отвориме нов лист во ловството, да придонесеме во секој сегмент за подем на ловството, а сега денеска кога сме тука на овој турнир за ловно-спортско стрелаштво, да кажам дека од минатата година ја формиравме комисијата за ловно-спортско стрелаштво при Ловечка федерација на Македонија и сакаме во најможно кратко време сите турнири да бидат финансирани под систем на преварување под Агенцијата за млади и спорт, значи нашите активности се насочени во тој правец, бидејќи државата одвојува средства за спортот. Сметаме дека и ловно-спортско стрелаштво е значајно и битно како сегмент генерално од стрелаштвото и цениме дека државата треба да застане зад ловното спортско стрелаштво и преку Ловечката федерација да биде финансирано и во однос на летечките мети, и во однос на трап муницијата, нормално пехари, медали
медиумско покривање и така натаму. Уште еднаш благодарам до организаторите, до ловното друштво Орел Валандово што ме поканија денеска да бидам со вас. Прв пат сум со вас, верувам дека нема да биде последен, дека уште многу турнири заеднички ќе организираме и ќе се дружиме на задоволство на сите нас. Сега на кратко ќе ме изслушате, имам, пошто имаме доста и нови ловци, ќе прочитаме некои правила да точно знаеме как е. По протоколу на записничка маса Васа Божинов, Иван Атанасов, Маријан Делипетров. Маријан Делипетров се още не е стигнал на Штип. Контрола на записничка маса Ице Стоев, Војче Прцевски, Бобан Спасовски. На преворот ќе го водат судиите Георги Илиев, главен судија Милер Истоманов и Васко Тушев, помошници. Медиумско покривање е Канал Вис и Радио Валандово. Поздрав до Канал Вис, тука се со две камери. Значи вака кратко и јасно, 18-19 точки имам извадено кои е потребно да ги слушнете. И ние секој пат се придржаваме на них, но затоа што денеска имаме доста нови екипи да ги слушнете тие. Пријавување на екипите се до 30 минути пред почетокот на надпреварот. Екипата непријавена до извлекувањето ќе може да се надпреварува, но вон конкуренција. Екипа и надпреварувачи може да бидат пријавени од други учесници, но ако на прозивката не се јави на линијата, за една минута останува надвор од конкуренција. Ако некој стрелец на прозивката не се јави, да тоа го прочитаме, по завршеното жребување не се допишуваат нови екипи и поединци за надпреварувачкиот дел од надпреварот. Ако се допишаат, ќе бидат надвор од конкуренција. Ако екипата треба да се прекупува за екипен пласман, а некој од стрелците си е заменет, друг не може да го замени, екипата се прекупува со двајца надпреварувачи. Со полуавтоматско оружје може да се надпреварува, но на такмичарот да му биде подготвено првото затајување ќе се повтори, но секој е наредно и промашено. Секој пука со своја амуниција, а судијата има обврска да ја провери исправноста на истата. Судијата води сметка за да стрелците не си сметаат еден на друг, дава опомена првиот пат. Вториот пат му одзема погодок еден. Нервозно однесување на линијата судијата не толерира. Го опоменува, вториот пат е исто. Испукување на два патрони, повторување нема, се запишува постигнат резултат, ако пушката наеднаш ги упале двата патрона. Надпреварувачите треба да се обезбедат доволен број на патрони да го завршат надпреварот. Значи, не да станува да оде да брке патрони после. Судијата треба да го дисквалификува одман и тоа веќе да не се надпреварава, да не продолжи надпреварот понататък. Погодок. Пробаш веќе. Ја. Погодок. Мартин. Лека не се вари, не се брз. Погодок. За денешниот надпревар трето место, поединечно, Димитар Арапов. Молиме председателот на Бусилова да дојде да го... Дојде второ. Заствани и ајде. На денешниот надпревар второ место, Таки Тушев. Ајде го молиме председателот на Василево. Ајде да стига застанице. Прво место поединечно Иван Атанасовски. Молиме Васе Божинов, главањова од записничка маса. Дојди. За него. Од него за него. Кој стане друга страна? Сега да почнеме екипно на денешниот надпревар. Трето место екипно ЗЛР Гоце Делчев. Го молиме Јани Билјајди Битола да дојде. Ајде дипломата на капитену на председател. Ајде медајка ќе ми дадеш.
Hvala. Второ место, Сити Електрик. Говорим председател на Баландово. Господин Марков. Дай му И на денешниот надпревар прво место Рефлекс Струмица. Молиме председателот на Ловната федерација. Почитувани, тоа би било се во ово издание на емисијата Ви Спорт на програмата на Канал Вис. Секој е добро.